Говори Радио Лидер. Секој четврток на Радио Лидер. Скопје урбана приказна. Вечерно шоу со скопски приказни, раскажани од скопски урбани ликови. Секој четврток, 20 часот на Радио Лидер. Добро вечер, почитувани слушатели на Радио Лидер. 107,4 урбаната скопска фреквенција на нашето и урбано Радио Лидер. Дозволете да поздравам овде од нашето студио, позитивното студио со мојата позитивна гостинка која вечерва ќе имаме прилика да се разговараме за темата. А темата секогаш е Скопје, нашиот град, нашата метропола, градот во кој што сме се родиле, градот кој си го сакаме, во кој сме си ги поминале и најдобрите, можам да кажам, спомени не врзуваат. Многу спомени за оваа наша метропола, но проектов Скопје урбана приказна е проект кој го осмислив и си го работам чисто од љубов, затоа што ме боли. Ме боли затоа што Скопје според мене доживува една темнина, доживува еден хорор. Од метропола станавме град во кој владее криминал, владее корупција. На сите страни гледаме бездомни куќиња, куќињата не се виновни што се на улица, виновни се луѓето. Свесни сме дека ги напаѓаат граѓаните, тој проблем никогаш не се реши. Гледаме хаос во сообраќајот, раскопани булевари навечер, темни, неосветлени булевари, нервозни луѓе. Самото темпо на живење во овој град, во оваа наша метропола стана толку динамично и толку стресно што и луѓето стана на некој начин непрепознатливи. Скопје го изгуби оној жар кој го имавме некогаш. Се сеќавам на убавите скопски денови како дете, како помот кога со своите баба и дедо одевме на излети, на кампување, на водно, одевме на езерото Треска, одевме во градскиот парк, Луна парк. Пред неколку дена имав прилика да се прошетам заедно со моите миленици, тоа е мојот издувен вентил, да се прошетам низ градскиот парк и што да видам. Од Луна паркот една урнатина, собиралиште на луѓе бездомни, на бездомни куќиња внатре, неубава гледка. Кој како дојде од власта, кој како дојде од градоначалник на овој наш град, ќе ветува и на крај нема да остави ништо позади себе освен долгови. Така беше и со претходниот градоначалник Петар Шилегов, мора да го споменам и ќе го поздравам слободно, затоа што ветуваше многу. Но што направи според мене, јас секогаш делувам критички, ги критикувам тие работи што треба да ги критикувам и ќе ги пофалам тие работи кои треба да се пофалат. Тоа е мојот став, тоа е таков сум јас и по природа како човек. Од Луна паркот ништо, од градскиот парк замира. Дружбата во Скопје изумре, Петар Шилегов остави зад него задолжени предпријатија и хаос по сообраќајот и низ целото Скопје. Тоа што највеќе ме боли се мене животните, затоа што 100 пати сум рекол, јас повеќе сакам да работам со животни отколку со луѓе. Може би за некој ќе делува таа приказка фрик, тој муавет, но моето животно искуство ме научило дека тоа во пракса ми се покажува како подобро за мене. Во негово време се регистрираше едно предпријатие кој се викаше Лајка, најдена голем аплаус од нас сите кои ги сакаме бездомните животни, и јавев оптимиста и го поздравив со аплаус и со позитива отварањето на Лајка. Се затвори тогашното Вардариште, куќата на стравот, викам некаде што немаше никакви услови за бездомните куќиња. Го знаеме проблемот во Македонија, воопшто во Скопје како метропола со бездомни куќиња. Но се постави тогаш Петар Шилегов се постави директорка на Лајка, која беше тотален анонимус и покрај големите финансиски финанси кои се одлева од градот, наши и ваши пари на скопјани, не се реши проблемот со куќиња, напротив следа низа афери од јавни набавки, од мобинг од директорката и сите навивавме нешто да се промени. Се промени. Дојде нова градоначалничка. Јас лично учествував во програмата за модерна Скопје, каде што дадов своје мислење писмено и го дадов проектот на градоначалничката, конкретно за Лајка, како сметам и како во другите метрополи, како Загреб, Хрватска, Истанбул, се решава тој проблем со бездомни куќиња, но ете, гледаме молк, гледаме сивило, гледаме бездомни куќиња на улица, ги напаѓаат скопјани, на скопјани им е страв своите дечиња да ги носат во училиште, да ги пуштат надвор. Куќињата пак се едни животинчиња кои не се виновни што се на улица. Тоа е плод на неодговорно сопствеништво,
Тоа е на тема за која надолго и широко зборам со моите гости, затоа што ме боли и сакам да се реши. Скопје урбана приказка, кој што кажав, пета епизода сме. Денеска разговарам со моите гости, стално гледам да поканам ликови од Скопје со кои ќе може да дебатирам. Да јасно да ги кажеме нашите стабови, да го пофалиме тоа што треба да се пофали и да го искритикуваме тоа што треба да се искритикува. Така ќе биде и денеска. Значи, можам да представам денешната гостинка, се работи за една особа која јас ја запознав преку социјалните мрежи во ковид ситуацијата, која несебично не се штедеше и правеше лајвови во тој време за карантин. Она е по професија мотивационен говорник, правеше лајв вклучување на Facebook и практично не мотивираше сите како подобро да ги поминеме тие стресни ситуации тоа време кое бевме затворени дома. Велам добро вечер за Снежана Билко. Честа е моја Снежа да ти имам, ќе предам на ти. Добро вечер, Стефан, драго ми е што сум тука и да ти честитам за оваа емисија. Мислам дека на Скопје и како му требаше вакво нешто. Па, знаеш како, ми е слушна најавата, јас може да делам малку и по-ригорозно и по-критички, но по природа сум и таков човек. Темата е Скопје. Скопје ме боли. Ти си стара Скопјанка, родом каде? Јас сум стара Скопјанка, родена во Охрид. Така во... Јас сум родена во Охрид и до 10-та година живеев во Охрид, од 10-та година живеам во Скопје. Инаку сум од Острово. Стара скопска населба. Стара скопска населба, поточно од Скопјанка, цело мое детство, цела моја младост, првите љубови и се она убаво што се случуваше беше токму во Скопјанка и во Острово. Така, што работи сега, Снеж? Сега, значи, сум мотивацијски говорник и тренер за личен раст и развој. Моментално сум преокупирана со една едукација која што ја посетувам, која што е обемна и сериозна едукација. Таа е академија, тоа се работи за академија за коучинг, српска е академијата, ја посетувам веќе наназад 6-7 месеци, некаде една година трае вкупно и сум предадена на тоа така што се едуцирам и учам. Сега сум буквално како некој студент кој што спрема испити. После тоа ќе се стекнам со сертификат за професионален коуч. Така што, ете си дадов за задача на себе си дека ќе се едуцирам во тој домен. Тоа јас го работам наназад од 2016 година, меѓутоа сега ќе бидам сертифициран и професионален коуч. Така, навиваме за тебе затоа што кажав во самата најава. Јас тебе те паметам како лик кој се вклучуваше често пати на твојот профил на Facebook. Да, јас така почнав, така станав мотивацијски говорник. Во оној период кога бевме во карантина, едва чекавме Снежа да се пушти лајв, имаше толку убави мисли што ќе се собереме со друштво во карантинот и те слушавме тебе. Да, драго ми, многу се радувам ова што го чув, ми го кажа и пред емисија, баш онака. Не се штедиш, сакаш да помогнеш на Не се штедам, јас се давам целосно и многу пати, често пати кога сум работела со мои клиенти, еден на еден индивидуални сесии, сум се доведувала до степен буквално на колабирање. Значи, зборувам за физичко колабирање, башка психичко, така што сватив дека морам малку да се штедам себе си и да канализирам таа енергија. Со тек на годините научив како да ја канализирам и како да се штедам себе си повеќе. Супер, Снеже, ќе те вратам на оваа тема малку подоцна, затоа што емисијата не е Скопје. Јас Скопје ме боли, јас слушнам мојата најава, Скопје е градот кој го сакам. Какво темпо живее Скопје според тебе? Сега за сега Скопје некако мрачен град, некако ми е темен, некако ми е, не знам, според мојата перцепција, од мојата перцепција некако како да нема, како да изгубен духот на Скопје. Так. Јас така го доживувам, меѓутоа да ја прашаме ќерка ми која што има 22 години, сигурно ќе ви каже дека не е убаво. Затоа што секоја младост и секоја година, сите години си носат своја убавина. Така што ние викаме ево нашето време, па тие ќе викате ево моето време, така што тоа баш не држи многу вода тој муабет. Така што ги прашувам сите мои гости истото прашање, какво беше Скопје некогаш, како е сега? Некогаш имаше дух, јас сум некаде дете од 90-тите години. Имаше некако дух, беше слободно, беше без тие мобилни телефони, без овие социјални мрежи. Јас буквално на мајка ми ќе оставев само писмо каде сум, напишано со пенкало во 3 реченици и кога ќе си дојдам и тоа беше доволно.
се сакаш Немаше- со мене дека Скопје секоја насоба, еве ти си девојче од острово, да кажам така, девојче од аеродром. Така. Секоја насоба си имаше своја приказка, си имаше свое друштво, свој дух. Другарувавме, Снежан, искачавме. Да, се одевме на, дружевме. јас лично во детството одев на флипери. Така, Само почнавме одевме на дружбите, флипери први кај беа три на бисери, флипери, да. таму, значи, таму излегувавме. Флипери, три бисери, после се преселивме подоле позади бисер, нели имаше како трговски еден, позади бисер. Имавме билјар таму, мислам дека Билјард имаше, таму Да. одевме, да. И понатаму веќе се разви лептокарија, ако се сеќаваш, Да, лептокарија беше во мода. Моите не знам дали знаеа дека оде во лептокарија, меѓутоа јас таму се излегував. После веќе фатија оние журки, јас сум некој кој што одеше на првите техножурки, цела моја детска соба беше излепана со тие флаери, така што 97-ма, 98-ма не се сеќавам точно, мислам дека беа првите техножурки во Скопје и најмногу по тоа го паметам Скопје и најмногу така го доживувам Скопје. Ете таа некоја моја младост која што беше со некој Имавме- underground живот, клаберски живот. Така, имавме места за искачање, јас паметам, има работеа дискотеки. Да. Буквално имаше за секој стил на музика, нели секој од нас имаше определен Имаше. фаворит, имаше каде да одиш на техно, Да. каде да слушаш рап музика, каде да слушаш джез. Така Сега е. некако во последни лет да кажам слободно, па еве 10 години, некако како Скопје да доживува баш мрак во сите полиња, и во културно, и во спортско, и во дружба, и во жар, градскиот парк е мртов. Буквално немаат младиве каде да се дружат. Сите се на социјални мрежи и јас себе тоа е моја констатација, велат ај кидеме на кафе. Волет кидеме на кафе и јас гледаш дека они идат на кафе младинава и Да. сите гледаат во телефони. Да, да. Ние другарувавме, имавме муабет. Имавме муабет и се тоа беа убави луѓе. Јас се сеќавам, не знам дали го памтиш периодот Бонијани, дали го Пред памтиш... Бонијани ке грчка амбасада. Да, Така. Тропикана, Булевар, Корнер, тоа се култни места, имаше Аквадро, тоа беше Карши Мейкап, исто мейкап. Да, Карши мейкап. Мейкап, не знам кој го памти, Аквадро беше техно кафич и ние прво одевме таму, па после тоа одевме на техножурка. Техножурки се правеа на Матка, се правеа во пожарната во Ѓорче Петров. Буквално секаде каде и да имаше техножурки, јас бев таму. На кои места вака кога си го враќаш филмот да кажем од твојата младост, на кои места се сеќава Снеже кај што е било најдобро нака, кај што се дружеле? Маната. Маната те врзува највеќе таму Маната и по скаличките доле. Маната, техножурките во Маната. Имаше исто Силекс беше едно време исто актуелно, а исто така и Метропол ќе го памтам, одев многу на PMG и одев на Транс. Ако добро памтам, а мислам дека добро памтам, секоја среда имаше Транс и само јас сакав психоделичен транс да слушам, го сакам и до ден денес. Ама немав со кого додам и често пати умеев додам сама, буквално. Да, сметаш ли дека се изгубија човечките вредности во поново време во нашиот град? Некако луѓето станаа нервозни, дали динамиката, политиката го направи тоа? Луѓето не комуницираат помеѓу себе. Тоа е мој впечаток сега, колку и да делам можеби испростривачки. Секој гледа некако да наштети, да некого да наклевети. Постои огромна доза на љубомора. Нема искрени пријателства кои што ги имавме ние некогаш. Да, па важен е духот на градот, а ако изумрен духот на градот, значи духот на градот го сочинуваат луѓето. А луѓето значи дека се веќе некако чудно извитоперени би рекла. Може би е прегруп збор, меѓутоа некако грабаат сите за материјални нешта, обседнати се со социјалните мрежи, буквално се обседнати. Мислам дека тоа игра голема улога затоа што почнуваат да ги злоупотребуваат, не да ги користат правилно. Значи убаво да имаме социјални мрежи да ги користиме правилно или пак интернетот. Меѓутоа и темпото, и животот, и брзото темпо, се тоа, цела денешна ситуација, се она што го живееме има донесено да тоа некако се изгуби. Јас лично одам во ресторан на вечера, така, или одам на кафе, или одам на ручек, или одам на салата. Меѓутоа свирки одам кога има и кога ќе разберам дека има некаде свирка. А дали има? Сакам да одам. Па имаше свирка, последно бев пред известно време, подолго време е поминато. Често знам да одам на Деов,
тие прават рок свирки, ги сакам Едни од многу. малкуте бендови во Скопје кои се уште творат. Да, ги сакам многу. Моje место исто е и балет, да не го заборавам. МНТ во постари времења, балет во поново време, од 2008 наваму. Значи, балет беше кино Карпош, така натаму. Сега имам впечаток дека, кој што кажав и пред малку, немаат и младеви избор. Постојат, нема дискотеки во Скопје. Значи, постојат две-три, ќе кажам, слободно дупки, со некој тежок трубав фолк, таа музика, мислам, да не збориме за вкусови, нели секој си има вкус, да. Меѓутоа нема ништо креативно во Скопје. Ги нема оние ивенти каде што има свирки, каде што творат Деов. Имаше на школка бендови кои свира исто рок музика. Последно ја знам дека во Мистер Джек правеа свирки, таму сум модела на Деов. Сега не знам дали сигурно си функционира. Остана малку, меѓутоа мора да се служиш со мене, се надам дека се служиш, како ти кажав, мора да се служиш. Се помалку и помалку ги имаме тие места. Малку и точно нема диска. Во наше време имаше диско, дури имаше и джуниор, ако се сеќаваш. Да, имавме джуниор. Джуниор имаше Мусандра. Мусандра. Чекавме, ајде ќе свртам кога бевме помали, ние бевме джуниор. па ќе не избркат, или 11 Да, купол, 12 па доаѓа по старите. Да. Се собиравме кај Чичко Стелко, навалите камбургери, сега кај Чичко Стелко, кај Аркадија, кај Вулкан. Аркадија и уште еден имаше до Аркадија, Карши Аркадија. Кингбургер, да. Не, Бургер Кинг. Бургер Кинг, така беше нешто, да. Убаво спомнани, Бони, Кубан, значи Скопје беше пуно. Централ, да, го памтиш. Скопје беше полно. Значи имаше млади, имаше дружба. Да. Со моите гости кои дебатираме во изминативе 4 емисии кои помина, велат кога констатиравме тоа дека за жал се поише млади ја напуштаат Македонија и го напуштаат Скопје. Тоа е факт. За жал од кој што не можеме да бегаме и не можеме младите тоа го сакаат, тоа го посакуваат. Тоа е многу жално. Тоа е трагедија. Кој е виновен за тоа? Сметаш ли дека политиката го направи тоа? Нема штијата, Стефан. Многу е просто. Тоа доаѓа од политиката. Одставање според мене на недобри кадри на позиции кои што не се соодветни. Да. Народот не е многу загрижен, а сака подобра иднина. Значи, за да народот за да нешто се промени во политиката, јас политика не пратам, тотално сум аполитично битие, вести не гледам, го прашувам татко ми што се случува, па татко ми ме кара, ми вика дали ти живееш на Марс или Јупитер. Која држава живееш? Најголеми звезди баш со Зуки Фаци кога беше гостин, вика најголеми звезди во држава не се политичарите, немаме шоу бизнес, вика на Скопје. Ама стварно не пратам вести и мене ми е многу убаво на душата. Многу убаво се чувствувам. Стварно, ако нешто сакам, последно посакав да отворам тај МК и ми излезе тоа за струга и за животните и се покав 100 пати. Те памтам и те знам како човек кој секогаш си на страна на животните. Тоа знам за секој ивент, за жал неубав, немилен настан се вклучуваш лајф и јасно ги кажува своите ставови и според мене оправдано го критикуваш тоа што треба да се критикува. Животните не се наша заедничка пасија. Тука можеме да збориме до наутро за нив. Какво е Скопје со бездомните животни според тебе во моментов? Скопје со бездомните животни е многу тажно. Јас буквално, мене многу ми пишуваат, па ти не ги жалиш луѓето, бездомните луѓе, значи како прво прават споредби. Значи не може да ги споредуваме животните со луѓето. Многу е смешно. Кога и да говорам за животните, тие секогаш ми споредуваат оние што не се љубители. Меѓутоа јас сега ќе се фокусирам на животните, затоа што не сум сретнала толку бездомни луѓе колку што среќавам животни секој ден, поточно кучиња. И Скопје изгледа многу тажно, меѓутоа тоа не е само случај во Скопје, тоа е целата држава. Да се случи не биле настани во Струга. Да. Знам дека беше многу активно на социјалните мрежи за громорозните убиства во Струга. Дури направивме заеднички лајв со тебе и благодарна сум ти зашто лајвот беше прекрасен. Да, имавме преку, мислам дека преку 1000 посетители кои го имаше, ќе го ставам и на YouTube, многу луѓе го пофалија лајвот и многу го бендисаа, така што знаеш што, тоа е она што јас можам да го направам. Едно видео снимив за Инстаграм и тоа е све. Значи, што можам друго? Си ги знаеш. Мислам општо македонци. Ние сме еден урбан народ. Дел сакаме животни, дел некеме. Мислам, да. Јас не ги оправдам и не можам да ги разберам. За мене човек кој не сака животни, некени луѓе. Меѓутоа, факт е дека имаме во градов проблем.
проблем со бездомните куќиња. Апсолутно. Тие не се виновни што се на улица. Јас мислам дека не знам дали ќе се слушаме некако сега што има наплив на бездомни, немало до сега. Многу има. Кај мене шета еден бел ретривер, например, прекрасен бел ретривер. Си шета. Значи тој некој го пуштил. Значи пак ќе дојдеме до она дека кој е најголем фактор? Човекот. Човекот. Животинчињата не се криви, поготово куќињата не се криви што се на улица. Не постои закон за урбано чување, според мене, на домашен миленик. Имаме неодговорни собственици, ќе купат кутре, така се настанат и бездомливе. Да. Со тек на годините ќе купат кутре, ќе се сликаат на Фејсбук. И тоа кутре потоа или завршува за препродажба, за фарма, или завршува на улица. И еве се доведовме после 20 години, можеби од нефункционален систем да имаме енорно бездомни куќиња кои имаме монструми кои ги убиваат, кои ги трујат. И никој не превзема ништо. Да, имаме пар, за мене ќе кажам слободно, политички друштва за заштита на животни, кои само за политички цели се појавуваат кога треба. Да. И за мене се тие Facebook друженија, не знам дали ќе се сложиш, буквално изразот за нив ми е Facebook дружение. Па, гледај, јас пак ќе се тргнам од ова политикава, затоа што стварно немам врска со политика. Не ме бива за политика, јас сум голем емотивец, така што мене во политика имав еден обид, нема да кажам каде и како. Многу смешен беше обидот, ама интересен, и видов дека јас не сум за ова, не фала. Јас сум голем емотивец, така што не го гледам ја како политика, мада да, нормално државата треба да ги тргне овие куќиња, го гледам како проблем на државата. И сега кој е на власт, не знам. Ме разбираш? Треба системско државно решение да се реши еднаш проблемот. И секојаш и да според ние ќе се сложивме нели на лајвот, да слушнати нашите слушатели, дефиниравме дека треба државно системско решение за трајно решавање на проблемот. Ова го нема никаде, ова е, како да ви кажам, значи странци доаѓаа во Охрид и вдомуваа животни и ги носеа во странство. Јас сум сведок. Видовме се случи немилен настан во Турција, каде што и бездомни куќиња кои беа искористени како куќиња трагачи. Трагачи, да, ги видов. Спасија според турски медиуми кои сакам да читам тоа, многу ме интересира, велат поише од 2500 луѓе се спасени благодарение на куќињата. Што прават куќињата за нас, а ние како им враќаме? Знаеш како, јас имав идеја и уште имам идеја да напишам книга, јас сега третата ја завршив, па можеби четврта, петта ќе биде. Што се имаме ние да научиме од куќињата. И мислам дека треба да им се посвети една книга. Јас, бидејќи навистина имам една огромна љубов, мене сите ми се чудат како можеш со 3, ама ослободи се барем од едно. Знаеш, имам и со домашните некои препирки кои што не ме разбираат. Знаеш, постојат луѓе кои што не ме разбираат, дури најблиските. А знаеш како, извиниш да прекинам, тој што не чувал не знае, а тој што чувал цел живот повеќе останува да чува. Мене ме правеле тие што ме правеле фрик. Тој што чувал едно и толку. Да. Не може да разбере да чуваш 3. Јас сум љубител, он ми вика, или тој, или таа, вика, јас сум љубител, чувам едно. Меѓутоа не можам да те разберам што чуваш 3. И не можам да разберат. Јас исто пишувам една книга, при крај сум, ке те повикаме на промоција. Се вели животот со мелениците е прекрасен. Браво. Со голем осврт на од психолошки аспект на милениците. Така да ние на луѓето мораме, ние што сме навлезени во оваа проблематика, сметам дека низ едукација треба да оние што не сакаат куќиња да им го доловиме моментот колку куќињата имаат емоции, колку не се виновни за постапките, конкретно што се бездомни во градот. Мене ми викаат дека треба мене државата или град Скопје или општина, не знам која, уствари нема општина, туку град Скопје, дека треба ми плати пошто вдомив 3 улични куќиња. Па треба да има некоја програма дефинитивно. Барем ако ништо друго ми даваат пари за храна. Види, постојат многу активисти. Јас не членувам во ниедно здружение, значи се делам како да кажам, какви луѓе постојат, не сум само јас, постојат и уште поголеми љубители. Ако се сака се може. Може да се реши проблемот, треба од некаде само да се тргне. Скопје не заслужува да ја има оваа гледка со бездомните куќиња. Гостин ми беше Борко Ристевски, баш разговаравме со него на оваа тема. Вели, ќе ми дојде гостин мене од надвор, каде да го однесам, што да види. Порано не беше вака Скопје. Не, јас не се сеќавам на ваква гледка со бездомни куќиња. И не само со бездомни. Тажно е Скопје некако. Тажно е, и мене ми е тажно. Прљаво,
лош народ, полица, нервозен народ, метеж во Па собраќај. тоа преска сакав да ти кажам, убаво што се надоврза сега, значи сакав да ти кажам дека еднаш имав гостување во една емисија на телевизија каде говорев зошто е народот толку гневен. Буквално причината зошто е народот толку фрустриран и гневен е немаштијата. Многу е просто. И кога ќе видиме се доаѓа од Од немаштијата. Да, а И немаштијата кога ќе видиме, доаѓа од политиката, системот кој Значи толку е фрустриран, гневен. Јас да ти кажам, фала му на Бога, јас сум пресекна, препородена, јас сум сега една нова личност, буквално. Последниве 2 години сум нова личност, затоа што јас живеев во една населба која што се викаше Ново Лисиче, каде што јас живеев 16 години, каде што јас буквално си го изгубив своето психичко здравје, токму од луѓе кои што малтретираа животни, токму од луѓе кои што ме пријавуваа секој ден по полиции, токму од луѓе што не можеа да сватат мојата љубов кон животните, затоа што бев на приземје со двор, па ќе имаше некој улично, па ќе го наранам, па уште едно ќе помине, ќе вриеше таму и до ден денес врие. имаш оговарање, евеа. Не оговарање, ме пријавуваа во полиција, зошто куќето ми лаело, зошто... И јас имам такви трауми од таа населба, што моето одење е до аеродром Бисер и назад. Значи јас натаму не одам. И моја нога нема да оди. И јас ви тврдам, Драган Костич ова може да го потврди, водителот, кој што ми беше сосед, еден од нормалните, малкумина нормални, може да го потврди ова, затоа што и тој имаше проблеми со чувањето на улични куќиња. Значи тоа е еден кварт, каде што има таква една црна енергија, такви едни луѓе, какви што ти никогаш не си видел. Јас сум сега преселена во Тафталиџа, јас сум препородена, каде што има насмеани луѓе, каде што има фини луѓе, каде што си шетаме на кеј со моите куќиња, никој не ми добацил, не ми рекол нешто, а во Ново Лисиче, јас секој дневно имав добацување, оди мори чувај си деца, оди ова, оди она, Не беше такво Скопје, не јас со разговори често не, пати... Скопје не е такво. Ова говорам за квартот Ново Лисиче, каде што јас живеам. Добро, ама општо, знаеш, Скопје не биле таков народ. Сега во последните години луѓе во се извитоперија. Се извитоперија цела држава, не само Скопје. Да, и многу ми е криво дека како млад човек наидувам на постојано сум јас во комуникација со разни луѓе, разни типови на луѓе, често пати дебатираме, зашто толкова омраза помеѓу луѓето, зашто толку негативна енергија? Многу е негативна енергија. И темна е, кој што кажа на почетокот приказката во Скопје, многу ми е криво. Јас се сеќавам на едни убави денови во Скопје, на едни луѓе кои шетаа на плоштад. Безгрижно весели, насмеани, без мобилни, без социјални мрежи, без ништо такво. Се прошетав на улица Македонија во 11 часот, темнила, снеже, значи нема луѓе. Бев Нема луѓе, ја бев на плоштад скоро и стварно не знам зошто не излегува. За нова година, ја мислам дека како оваа нова година, не само што не беше украсено, тоа друго 20 што велат, но катастрофа беше расположението помеѓу луѓето. Ја немаше новогодишната еуфорија. Да. Што се направи, еве конкретно оваа градска администрација, градска власт, за луѓето да се почувствуваат така. И некој ќе ми каже сега земаш политика. Не земам, кој да е на власт. Значи, кој што е во моментов се тие, и за мене тие се виновни што во Скопје за нова година јас не само јас не осетивме луѓе дека има празници. Јас работев едно 5-6 години со украсување на цела држава и надвор, не е важно. Работев во една фирма. А нели не требаше да се украсува Скопје? Па сум во тек, тоа ме интересира, па го пратев. Неколку пати се двумеа, пошто имаме информации, дали да искористат стари украси, што ги набавил претходникот, па дали да набават нови, па кој да набави, па борбата кој да го распише тендерот, дека нас знаеш све за тендери, рачиња во мед и такви работи познати, некои изрази на овие градски власти, така да свидов си бевме на Скопје, за нова година, една крива паланка се украси минимално како нешто да има. Да, знам, минимално, ама пошто имаше некои полемики, знам. Крива паланка беше Парис за Скопје го украсување. Јас бев прилет беше и Охрид беше многу убав. Охрид беше преубав, имаше и целодневен како се вели репертоар, имаше содржина, цел ден имаше забава Охрид. Од млади пејачи до популарни се македонски автори, се македонски артисти.
секоја чест таму за градските власти, така да гледаш ли излез од ситуација? Излез од ситуацијава е да се промени колективната свест на народот. Све е до народот. Ја велам, ако ти Знаеш како, јас сум позитивен лик, важам и сите ме перцепирате како позитивно битие, меѓутоа јас сум од една страна голем реалист. Ме разбираш? Така. Јас сум позитивна, да, окей, јас си велам на себе, јас ќе се фокусирам на позитивните луѓе. Јас знам дека има и вакви луѓе, ама јас ќе се фокусирам на позитивните. И кај мене на Фејсбук се све такви луѓе, позитивни, прекрасни. Знам дека ги бришеш тие што се негативни и ги блокираш. Тие ги блокирав, што беше за кучињата, за струга, што све не ми пишаа. Тоа беше страшно. И седна вајде, блок, се убив од блокирање. Ама сакам ти кажам, се фокусирам на позитивните. Али сум реалист. Јас стану велам, ако доаѓаш само на власт да биде запамтен по 4 години дека си бил, тогаш воопшто не доаѓа. Да. Треба да дојдеш, да бидеш на раководна позиција, да оставиш белек, да те зборат по-добро, а не по афери. Но, за жал, менталниот склоп на нашите политичари не можам да го разберам и еве доведе до ситуација да Скопје да се празни. Многу мои пријатели замина и никогаш повеќе нема да се вратат во Скопје. Сигурно имаш и ти искуства кај што за жал Скопје се празни, а се полни со еден неубав народ дојден од нигде никаде, можам да кажам, и Скопје е свема не метропола според мене. Чудно е, знаеш, непрепознатливо ми е Скопје. Не го препознавам од она време од 90-тите, пошто јас сум тогаш. Мислам, младоста моја 90-тите. 90 години. Пак ќе кажам, се сакаше народот помеѓу себе, се помагаше. Сакаше, имаше дух, кога идеш на журка, сите ги знаеш, све убави луѓе, културни луѓе. Со сите се поздравуваш, се гушкаш. Не знам, некако среќни, весели. Јас ќе ги поздравувам и сите, знам дека Радио Лидер често е слушано од луѓе кои возат такси. Затоа што радио знаеме каде се слуша во поновно време. Често пати се возам со такси, таксисти ме велат спомни на нас и кажи дека не имаме највеќе нерви за хаосот во сообраќајот кој е во моментот во Скопје. И веќе потенцираме. Наутро не знам дали имаш прилика да со автомобил да се прожидаш во Скопје до 11 часот, мислам дека сите раскрсници се блокирани. Постои општ метеж го одбегавам тој период од денот да шетам да возам кола. Не сум некој искусен шофер, така што од град каде што имаше љубов, имаше жар, станавме град каде што имаме убиства, имаме криминал и не знаеме каде ќе не води тоа. Ајде сите да се оселиме, па не знам. Затоа е Скопје урбана приказка. Покрај овие негативни работи, ево нека го сватат градските власти сите како критика. Не сме виновни што го кажуваме нашиот став, но ајде да почнеме, нека им влезе со некој цевче во глава да почнат да прават тоа што треба да го прават. Кога ти викам нема дух Скопје, се осеќам како виновна што тоа го викам, како знаеш, осеќам кривица, ама еве некој друг, не знам дали јас нешто видов од твоите емисии, меѓутоа не сум ги анализирала, дали другите нешто слично кажале. Пошто можда е до мене. Ти си ми пета гостинка, имав гостина. Да не имам лоша перцепција, не знам. Не, јас ќе ти кажам, ти си ми пета гостинка, беше првата Тони Осан, хип-хоп артиста, основоположник на хип-хоп културата во Македонија, професор по графички дизајн. Беше Борко Ристевски, врвен 20 годишен репрезентативец на Македонија. Беше Зоки Фаци, човек од шоу бизнисот, новинар, и беше Саша Шотаровски Шоте, еден урбан лик кој доаѓа од културата. Да, Саша го знам. Сите, кога вклучувајќи го муабетов со тебе, констатираме дека Скопје е темно, дека Скопје е хорор, дека доживува мрак во буквална смисла на сите полиња. Така да... Знаеш како, јас се фокусирам на представи, се фокусирам на кино, се фокусирам на концерти. Сега бев скоро на концерт, прекрасно си поминав. Сам ти кажам, на тоа се фокусирам. Да, ама тие ги има се поредко. Тоа ми е излегувањето. Кај одам на театар, после театар негде на пијачка или на некоја вечера и толку. Да, јас знам, ќе почнам од моите родители, пријатели. Искачале вре на вечер, имало од за пензионери забава. Ивенти правил градот за пензионери, пензионерски ивенти, игранки ги носеа по планини, по манастири, градот се грижеше за нив. За нас младите исто имавме ивенти на школка во градски парк, во Чарш имаше еден фестивал звуците на чаршијата. Сакам да кажам, Скопје беше полно со ивенти. За сите возрасти, за сите вкусови. Ние дечињава сега немаме градски парк, Луна парк, немаме каде ги однесеме. Се прочитав некој тоа. За деца сега скоро нешто не знам како ме наведе да размислувам.
Не знам дали има нешто за деца. Нема. Нема ни емисија за деца. Нешто, баш сега пред некој ден тоа го размислував. Нема, имаше една емисија, дајте музика, ќе ги поздравам, мислам супер проект добро. мислам дека на Весна. Добро, сега ние збориме, сега не е за една емисија, збориме за емисија да има. Многу мои пријатели си со деца и велат, па ние освен во игротека немаме градски парк и водно, тоа е. Да. Порано имало матка, имало треска, имало, не знам, се одало и надвор од Скопје, и во Скопје се работело на едукација на мали деца. Зоолошката градина која веќе спомна, мене многу ме боли за незе, од една од најпосетувани институции, така да ја уништиш сега и да стане зоолошка која пишуваат по хорор приказки, така се заклаа конјата, нели чепнавме малце, ама немате чепнам тука дека си мотивна и таа тема ќе нема да не гледам отвориме. вести, малце си живеам во еден свој свет, што вика татко ми од Марс, мисля. Така да ти си мотивацијски говорник и стално ја гледаш позитивната страна. Јас Па затоа со тоа и се допингувам. Замисли ја кога би се допингувала со вести, да читам секој ден вести. Како ќе се уклучам на лајв да некого мотивирам. Сега ги кажавме лошите страни, исказикувавме све. После рекламите ќе збориме за мотивацијските вештини на Снеже Билко и за подобри работи. Така да, почитувани слушатели, мораме да ги спочитуваме нашите спонзори. Одиме со краток блок на реклами и се враќаме со многу поубав момент. Пак те фати црвено светло. Честитки. Што туку придонесе кон загадувањето на воздухот во Скопје за близу 19 грама јаглероден диоксид. Замени го возилото со возење велосипед или пешачење и придонеси за здрав живот и чиста животна средина. Активноста ја спроведува Центарот за истражување и креирање политики, поддржан од Шведска преку Програмата за развој на Обединетите нации. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за боречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/TS Aerodrome. Down by the St. John's Riverside.
Почитувани слушатели на Радио Лидер, се враќаме повторно во студиото со Снежана Билко, си разговараме за Скопје, ги кажавме сите оние темни страни кои ги има нашиот град. Искритикувавме со Снежа малци повеќе, мислам било што треба. Малце забегав, мали да, но сепак тоа е реалноста, според мене тоа е она што го доживува Скопје. Тој мрак и треба јавно да се каже, не треба да се преќутува. Не, околу животни ќе кажам дека си ти си имаме еден револт како вака што викаш, пошто сме ние големи. Тоа не знам више дали сме љубители или нешто друго. Не знам тоа дали спаѓа под љубител. Нешто е екстремно ова нашево. Не. Ама имаме некој револт, ме разбираш? Затоа што имаме средби со такви луѓе. После толку немили настани и ние станавме малце делуваме истострички што не ги убиваат кучињава, што не ги трујат. Па да, нормално. Како да реагираме, како да се справиме со тоа кога нема систем државата, не ни помага, друштвава. Така е. Гледаме како функционира сега, да не ги критикуваме нив во некоја друга емисија, ќе ме посветам целосно, но многу им се спремам на нив. Така да не знам, еве навивам, оптимиста сум и покрај село до темнило, оптимиста сум дека на некој ќе се сети да за овој град, за животните, за луѓето, да биде стварно Скопје едно поубаво место за живење, да го врати духот на Скопје. Верував многу во Даниела Арсовска, многу ме разочара, не покажа ништо во овие година и пол. Напротив, еве, има уште од мандатот. Аплус, први ќе поканам во емисија да... Јас не гледам никаква разлика. Па, јам полошо, само... Мислам, не гледам дека нешто се случило, не гледам, јас не, пак ќе се трнам од политика, ама мене ич не ми е гајле кој е на власт од која партија, само кажувам дека во моментов не гледам дека нешто се случува. Неопходни се промени на секој поле. Прво, кажи Преска, ние треба да си го смениме менталниот склоп, мајндсетот, за да можеме да бидеме подобри луѓе. Ти си мотивацијски говорник, сакам малце сега на оваа подобра страна да те прашам. Ќе се вратам во времето во ковид ситуацијата, кажав и Преска колку помагаше на луѓето и не се штедеше да се приклучиш лајф и да не мотивираш сите како да ги издржиме тие нели па да кажам стресни периоди од што ги преживувавме. Со оглед на ќе земам Скопје како пример. Кажавме какво темпо има, колку луѓе се нервозни. На кому треба мотивацијски говор? На секој. Тој што вика дека не му треба, се лажи себе си. Нема човек на кој што не му треба мотивацијски говорник, нема човек на кој што не му треба психолог, нема човек на кој што не му треба коуч, лайф коуч и така натаму. Така, јас имам низ пријатели кои ги посетиле твоите предавања, твоите ивенти кои ги правиш и велат, еве, не ти правам лице, сега сум човек кој стално ја збори вистината, велат, за момент вика Снежа не направи, искочивме насмејани. Дојдов вели од работа нервозна, бев на ивент, мене вика 2 сати, некако ми го врати куражот што велат старите. Што правиш Снежа со тие мотивацијски говори? Тоа е целта. Стефан, јас почнав 2016-та, направив еден семинар кој што беше дел од една моја духовна терапија, затоа што психолошки имав некои проблеми, се чувствував многу лошо и токму мотивацијските говорници мене ме крена. Значи, тргајќи од тој факт дека мене тоа многу ми значеше во тие периоди, јас знаев дека на луѓето ќе им бидам од корист. Моите настани што и да е. Така што тој го направи од затворен тип, објавив на Facebook, ама од затворен тип само за мојата фамилија. Меѓутоа дојдоа луѓе кои што не ги ни знам и не ги ни познавам. И така започна мојот пат, значи јас тоа не го имав испланирано, туку се случуваше спонтано. После правев мотивацијски настани и во Штип, и во Битола, неколку направив и Охрид, Куманово, низ цела држава, поентата ми е тоа, значи не само Скопје. Така што тоа се мотивацијски настани од типот како да се избориш со своите мисли, како со позитивни мисли да стигнеш до една подобра реалност, понатаму како да ги постигнеш своите цели, како да работиш на остварување на своите цели и така натаму. Се зависи семинари, предавања, работилници, некогаш работиме заедно, па има вежби. Го работиш ли тоа често? Мислам во поново време имаш? Каде може да те најдат скопјани? Сега имам некоја пауза, значи подолг временски период, се дадов себе си нова едукација која што сакам да се посветам и да ја завршам.
така што сега за сега немам настан во живо, меѓутоа ќе имам, кога не знам, ама мислам дека ќе биде скоро и ќе биде објавено на моите социјални мрежи, затоа што немам направено од поодамна настан во живо. Почна корона, па све онлайн и све се водеше преку Zoom. Знаеш, сите мои работилници настани ги правам преку Zoom, сега за сега. Така, од оно што може да ти го пренесам од моето обкружување и на луѓе кои еднашка биле на тие евенти, велат, еве ќе ти биде гостин на Снеже, организирај, затоа што мислам ќе појдам од себе. Мене ми треба да дојдам 2 сати да те слушам. Сум следел твое предавање и знам колку позитивно влијае на целокупно темпо на живот кое го живееме. Умееш се луѓево да внесеш позитива. Го кажуваш оно што сакаме да го чуеме и кога ќе се подзамислиш малку на твој муавет кој го правиш, реално е така. Колку сметаш дека ќе има потреба од вакви настани во Скопје? Има и како потреба. Многу е мал бројот на луѓето кои што го работат слично ова ја што го работам. Ние сме многу малку луѓе, постојат луѓе кои што работат на личниот раст и развој. Меѓутоа многу е мала бројката на тие што го работиме во однос на тоа колку народ сме ние. Колку сме, толку сме. Да. Знаеш како, јас имам секогаш предлоси, па работи за Србија, па почни да работиш за Србија. Јас можам да работам за Србија, уште од утре јас ќе почнам да работам за Србија. Јас си онака одам на академија која што е српска, мајка ми е србинка, немам проблем со српски јазик. Меѓутоа не ми е тоа поентата. Како да ти кажам, немам љубов јас за Србија да работам, тука јас имам љубов да си работам за својот сопствен народ, кој што навистина во овие изминати години имам такви пораки, имам такви учесници кои што не сум знаела дека воопшто постојат такви луѓе во нашава држава. Затоа сакав малце на позитивна страна да го. Ти читам коментарите кога имаш пишување во живо и благодарни си од луѓе кои велат: браво Снеже, фала ти многу што низ твоите мотивацијски говори не смени. Да, има промени, буквално се менуваат од, не знам, гледање мои лајвови, читање на моите книги и така натаму. Во моментов јас го отворив твојот сајт, ќе го кажеме нашите слушатели, нашите гледачи, snežanabilko.mk. Да. Имаш едно од најдобрите текстови, вели љубомората како чувство од највисока вибрација. Имаш очекување. Најниска да не. Да, од најниска. Не може љубомора високо да биде. Јас сум она што си ти. Да. Со криена сенка, луѓето се такви па такви, може ли да ги измените? Не може. Лажна реалност. Случајностите не се случајни. Да. Мојата борба со сомножот, стравот и вербата. Ова е Тоа е длабок текст. Текст кој ме допре и мислам дека го препорачувам на сите слушатели и гледачи на стримов. Ние ќе го поставиме на YouTube. Овој стрим ги поканувам сите да го посетат твојот сајт snežanabilko.mk и да ги прочитат овие текстови кои имаат тежина. Вели потоа љубовно писмо до мојата душа близнак. Да. Тој ми е најомилен текст. И што имаш и разговори со познати личности од Македонија. Да, јас работев од 2000 и не знам, дали 10-та, дали 14-та, стварно со годиниве сум скарана, не е важно. Изминат еден долг период, работев за веб портали, духовни интервјуа со мои гости, соговорници од културната сцена, и правев едни разговори, јас тие ги викав разговори со Билко, така се викаат, така се вика рубриката. Тие се однесува на една духовна страна кај човека, значи од типот што го инспирира, што го мотивира, дали се љуби, колку се љуби себе си, што прави за да се љуби себе си, дали какви емоции провладуваат кај него. Едни баш она духовни интервјуа врзани за личниот раст и развој и за духовниот живот кој што го работам јас, духовниот свет, нели, внатрешниот свет на секое човечко битие. И со голема љубов ги работев тие веб интервјуа, работев со разни гости еминентни од кај нас, од Македонија, имав и од Србија, Исидора Биелица ми беше од Србија. Имав навистина прекрасни гости со кои што остварив прекрасни интервјуа. Со голема желба го работев тоа. Тие интервјуа ги работев. Со оглед на, пак ќе кажам, стресниот живот кој го живееме. Сите имаме одреден тип на стрес, одреден тип понекогаш на револт. Сите имаме проблеми, дали домашни,
здравствени, психолошки, делуваш позитивно, можам да ти кажам слободно, и топо и срдечно препорачувам на сите оние кои се чувствуваат, дали осамено, дали изневерено, дали не може да се пронајдат себе си во своето обкружување. Демотивирано да не е срамно, велам, да се појде на кај мотивацијски говорник, чисто да му објасниш каде си ти и на кој пат треба да тргнеш. Се соочуваш ли со различни карактери на луѓе со различни проблеми? Да ти кажам. Знаеш како, јас сум тренер за личен раст и развој, значи коуч. Моите индивидуални сесии не се одвиваат така што јас им давам совети, значи коучингот не е советување. Туку коучингот е еден разговор со клиентот и пронаоѓање на клиентот сам си пронаоѓа одговори на неговите поставени прашања. Значи работата е ние да му бидеме една поддршка, една подкрепа, а тој сам да стигне до посакуваните одговори. Така што коучингот не е давање совети, сега ќе ти дам совети, сега ова да го направиш ти ова. Никогаш не сум работела така со ниеден мој клиент. Секогаш се имам држано на страна, совети не сум давала, значи доаѓа некој кој што сака да се разведе, ти сигурно нема му кажеш или дадеш совет, ај се разведи се. Мислам, тоа е голема, многу е одговорна мојата работа. Има голема тежина. Не знам како им делува на луѓето, меѓутоа јас точно знам што како работам и колку има тежина оваа професија. Така се углед на тоа дека си професионалец во оваа дејност, како што кажа многу малку луѓе во Македонија, па и во Скопје се занимаваат со ова што се занимаваш ти. Кажи ми, чисто сакам и јас и верувам и слушателите и гледачите да ги интересира колку чини посета на кај мотивацијски говорник? На семинар мислиш? Да. Чисто на овие ивенти што ги 1500 зависи. Ако е некоја работилница или нешто 2000 денари, имам предавања за 500 денари правено, имам бесплатни стално правам, сега скоро правев, не скоро, ама има 4, 5, 6 месеци, 5. Правев бесплатна. Значи бесплатна работилница правев на Zoom. Мотивацијска работилница. Така те паметат луѓе, јас те пратам на социјалната мрежа, гледам колку позитивно влијаеш на луѓето, така да пак да кажем ти ги пренесувам сите оние муабети кои допреа до мене кога те најавив дека ќе ми бидеш гостинка. Фала ти многу. Имаш порака од стигна можеби десетина коментари. Кажи на Снежи дека чекаме ивент. Од нејзе дека не позаборави малку. Да. Така да луѓето малку бараат. направив една подолга пауза од оправдани причини. Меѓутоа ете ја спремав и мојата трета книга, така што се уште ја спремам. Не знам кога ќе излезе, меѓутоа ќе се борам да излезе. Кога веќе ги спомна книгите, знам дека си автор на 2 книги. Да. Која е тематиката на книгите? Јас знам, ама сакам да ги запознаем и нашите тоа слушатели. се подарок, значи за тебе, од срце, од мене за тебе. Ти благодарам многу. Првата е мотивацијска. Многу се радувам што ти се допаднал мојот текст, така што знам дека со задоволство ќе ги читаш. Обавезно. Чим ти се допаднал и баш те допрел. Ова е Што си ти, значи Што си ти е мотивацијска книга, каде што ги имам објавено сите мои текстови од 2008 јас пишувам. Се што имам пишувано имам објавено буквално и има нешто околу законот на привлекување, некој сегмент, а 5 до 12, таа е мојата последна книга, 5 до 12 е духовен водич. Еден прирачник, еден духовен водич за секој кој што сака да се себе пронајде, да работи на себе, на својот личен раст и развој, и се вика 5 до 12, а тоа значи не чекајте 5 до 12 да го превземете животот во своји раце. Да работите на себе, не чекајте 5 до 12. Секој треба книга да има во својот дом. Да, ова Каде треба може да ги најдат овие книги? Во Матица Македонска и кај мене, значи преку мојот Facebook профил или Instagram профил. Правам и нарачуваат од Македонија, па им ги праќам по карго. Така да можат или кај мене или во Матица Македонска. Колку, ја ќе кажем, затоа што сепак овие се книги кои, ајде можем слободно да кажем, оваа книга буквално треба секој да има, ова е прирачник, духовен водич, и јас на сите не треба тоа 5 до 12, затоа што сите некаде стагнираме, некаде чекаме, некаде се колебаме за било која животна работа, за било која одлука. Имам таков текст дека не чекај 5 до 12 да го превземеш животот во своји раце и да почнеш да работиш на себе, ќе го најдеш кога ќе читаш. Имам таков текст, од самиот текст е насловот произлез. Се Снежи, затоа што ти си, еве, кажавме доволно за тебе, мотивацијски говорник кој се едуцира, постојано надградува во полето, каде што е професионалец. Колку градов
тебе како Снежана Билко, која прави добровид за Скопјани, ти сконтактира ли некој од нашите власти? Ти Не. помогна ли некој во оваа ситуација? Не, никој. Ете, и ти се уште си мотивирана и покрај игнор можам да кажам. Зашто? Затоа што немам никакви очекувања. Јас имав неколку обиди, нема да кажам. Не ни знам кој биле тие на власт што биле. Уствари мислам дека знам. Не е важно. Не е битно, да. Не е битно. Имав некои обиди, кај што имав една прекрасна идеја, која што нема сега да ти ја кажам, ќе ти ја кажам после емисија да не ми ја украдат, пошто крадат овде идеи, не знам дали си приметил. Во недостаток на креативност. Да, крадат идеи. Така, имав некоја идеја кај што се работеше за државна институција или не знам, зашто ништо не испадна. Да, Снежана Билко која беше... Испадна ќе ти се јавиме ово она и на крај никој не ми се јави, тоа сакав да кажам. А идејата е одлична, повеќе од одлична. И е за добробит на целата држава. Значи зборам за народот, за овие 2 милиони што живеат тука. Пошто јас за нив постојам. Јас не постојам за њујорчани или за белграđани. Мене викаат работ. Ја не можам да работам за Србија. Не се пронаоѓам себе си да мотивирам некој од Белград, туку апсолутно да помогнам на овој народ овде. Ти си родом од Охрид, но кажа си веќе Скопјанка од девојче, од твои 10 години. Да. Си го сакаш градот, тебе ги знаеш и кутните места, си пораснала, тука ти се случиле најубавите работи во Скопје. Најубавите. Твори за Скопје, те памтиме сите по тие лајвови кога на сите Скопјани, цела Македонија беше тешко, се вклучувавме, гледавме Снежана Билко која максимално се вложуваше, пишуваш книги, се трудиш и Снежана Билко наидува на игнор од државните и градските власти. Имав идеи за ТВ емисии, имав се што... Јас сега го ќе сетам колку јас сум работел, уствари не да се сетам, јас купив нов лаптоп и морав стариот, а стариот ми беше крш, да знаете како сум ги пишувала книгите, ќе паѓате од смеење. Ја до ден денес не знам како сум ги пишувала книгите. Ако ти кажам после емисија, не е за пред јавност. Значи јас, мојот стар лаптоп која го видов, што све јас сум работела, јас ќе падне во несвес. Колку све проекти имам натре. Проект за ова, проект за она, за невладени организации, владени. Затоа си лик кој е креативен, лик кој сака да помогне, и затоа го правиш за сите нас. Па морам да признам книгите ги пишува за луѓето, значи никој не се збогати од пишување книги, ова е твоја пасија, те знам и знам дека со колку мерак се ги пишуваш книгите и колку помагаш. Мојабетот ми е колку Македонија еве и ќе кажем институциите на системот еве и град Скопје не се ги заштитува ваквите ликови како тебе кои се стручни во некоја тематика и ги пуштаме низ вода. На Снежана Билко еден ден ќе дое преку глава. Ќе донесат од Хрватска. Не дај Боже. Од Хрватска ќе донесат, од Словенија ќе донесат картата наместо вака сега. Јас правев евент со Кристина Арнудова за деца со моите евенти се секогаш еднаш годишно хуманитарни, секогаш, значи имам дадено таква задача. Еден од тие беше настанот во Борис Трајковски со Кристина Урнудова и незиното здружение, кај што карта беше 500 или 600 денари за деца згрозени, значи социјално ранлива категорија. Не дојдоа, имаше многу мало одзив. Меѓутоа после не знам, дојде од странство, нема да кажам, од странство дојде колешка или колега, не е важно. 4000, 5000 беше картата, не можеа карти да најдат. Се испотепа. Тоа е она што убаво што опочна муабетов. Тоа е она што ме боли, а го имам може спомнато во некој лайв, го имам сигурно. Јас сум таква, се си кажувам, значи јас сакам тоа што ме боли да го кажам. И тоа буквално ме здоволе многу. А се работеше за хуманитарен, кај што јас не земам динар, кај што картата е 500 или 600 денари. Так. А овде се работеше за странски, кај што картата беше 5000 денари. Не си го цениме домашното богатство кое го имаме. Не си го цениме. Даваме грзни пари на некој од надвор што ќе дојде, еве така беше и со пејачиве зборот. Затоа што нас не бива, не само јас и моите колеги кои што го работат, ја што го работат. Демек нас не бива. Демек вас не бива. Демек нас не бива. Овие од Словенија ги бива или овие од... Знаеш зашто така? Затоа што таму ќе може да имат бенефит. Нешто да направи, проектче под маса, нати го, дај ми го, за да земе пари. Значи, не е до проектче, Стефан, до мајндсетот на луѓето, дека нашето не го бива. И до каде не води тоа? Значи, јас знам
фирми големи, да не ги спомнам кој да не им правам реклама, фирми кои што отидоа на тие настани, а не дојдоа кај мене, кај другиве колеги, што не дојдат кај нас. Ние нон-стоп правиме нешто. Мене ме направи Африк, имав едно искачање за Алфа телевизија. Па нас не бива, ние македонче кој киде кава. Така, кога беше земјотресот во Турција, имам една изјава затоа што сум стручен во полето на милениците, поготово на кучињата. 20 години сум кинолог, сум поминал од раси до безраси до све. И велам, имаме толку бездомни кучиња. Јас сум сигурен дека 50% од тие кучиња ние може да ги направиме да бидат работни кучиња, да отвориме центар за тренинг на кучиња и на сите земји што им недостасуваат таков тип на кучиња кои работат за давеници, за типа колку идеи имаш, колку си ти креативен. Не, пази, за давеници, за урнатини, кучиња кои може да помогнат на дечиња со аутизам, кои работат на терапии. Страшно. Кучиња терапевти кои работат во клиники, тоа секаде го имаме ние низ Европа. Замисли ме направи Африк дека сум бил сезнае кој дека било што. Ама еве, Стефан Кирков не знае све Google, напиши на Google и велам и ќе видиш. Но македонче се македонче. Се надевам, Снежа, дека има не си го цениме своето. Тоа се надевам дека ќе дојде поново време, навивам да дојде подобро време. Не сакам да те демотивирам, сакам да те мотивирам, затоа што Јас не сум оптимистична, али добро. Ти си Скопјанка? Ако си од Охрид? Јас сум Скопјанка од Охрид. Да, не требаш. Или Охриѓанка од Скопје. Така, не требаш на Скопјани, не требаш уште долго да ни правиш лајвови. Фала. И не само лајвови, јас апелирам и до продуценти, до режисери, тебе те треба на телевизија, ти си според мене лик кој треба да има емисија за ова, да ги мотивираш луѓето, затоа што сметаме дека и во радио етерот и во етерот на ТВ екраните, освен политика и турски серии, ние немаме ништо едукативно за жал. Тоа е. Не е сега телевизија во мода, сега е YouTube во мода, така што. Не го спомнавме мојот YouTube канал. Да, конкретно. Ете го ми текна. Ајде кажи ни стварно малку повеќе за тоа. Јас знам, ама е мојот YouTube канал се вика Снежана Билко, постои не знам од кога, значи од поодамничка. И имам таму мотивацијско инспиративни видеа. И морам да кажам, прескана почнав, ама ти нешто се прекинавме. Доживеав ја степен на демотивација во оваа држава. Некој го виде, некој не го виде на Facebook. Јас не сум приметил, ја првпат од тебе. Супер што не си приметил. Тие што не приметиле се Ке реагирав ако приметиш. Тие што приметија ме тргна од пријател, си отидоа од мене. Затоа што имав некои испади кои што секој човек, ние не сме, како да ви кажам, не сум робот. Живи битки. Јас јас да работам тоа што го работам, ама тоа не значи дека не можам да се изнервирам. Така. Или да опсујам. Или не може да имаш проблем домашен или било како да. Секојаш билам, не ме рачунете за светец, ја сум светец. Далеко сум од светец. И имав многу демотивирачки моменти. И ова сега прв пат кај тебе ќе го кажам, никогаш во живот не сум го кажала, а тоа е дека во едни такви мои демотивирачки моменти избришав повеќе од 200 видеа на мојот YouTube канал. Тоа грешката ти ги знам видеата, грешката ти нема назад. Да. Па можда така требало, да почнам нов старт. Да. Јас само може да ти пренесам, еве, она што го мислиме од луѓето околу мене, ни треба мотивација така ми за сите. викаат. Ни треба мотивација за сите затоа што живееме стресно. Ни требаат професионалци како тебе во тоа поле да малце не кренат, да. Па тоа и ме мотивира, тоа е мојата најголема мотивација. Освен животните кај што јас наоѓам издувен вентил, мене ми треба да појдам во црква затоа што сум верник и да слушам некој мотивацијски говорник како тебе. Често пати знам и да поразговарам и со свештено лице, сметам дека е многу добро и го препорачувам на сите. И јас имам свој духовен отец. Да, така да покрај тоа слушам мотивацијски говорници од цел свет, меѓу кои фаворитите се ме и ти јавно морам да кажам и да ти се заблагодарам затоа што знам дека од љубов го правиш тоа, не за пари. Од голема љубов. Верувај дека све што работам на таа тема е една огромна љубов. Значи снежанабилко.мк, профилите на Снежана Билко на Facebook, Instagram и на YouTube каналот, може да ги најдеме твоите говори
нема да те оставиме тука со едно гостување, пак ќе те викнеме на видиш Да ме викнете, со задоволство ќе дојдам. Така, Супер ми затоа беше. што доаѓаме до крајот на нашата емисија, јас ќе ти се заблагодарам што беше денеска, што одвои време. Фала и вас, ми беше огромна чест и задоволство и одма знаеш дека посакав да дојдам, сама ти пишав да ме викнеш. Така, Сама си се покани. Ти си урбан лик, урбан кој мене вреди, кај мене доаѓаат луѓе кои имам високо мислење за нив. Така да ти благодарам од се срце и ти посакувам многу успех во она што го работиш, што ќе го работиш и ни требаш. Нема да мотивација. Фала многу од срце и вие сте моја најголема мотивација. Сите ваши зборови ги впивам навечер кога заспивам и утрената знам зашто сум го почнала денот. Така, почитувани слушатели на Радио Лидер, Скопје урбана приказ на број 5 беше ова. И овој четврток мислам дека во овие 60 минути успеавме да го задржиме вашето внимание. Ќе продолжиме, ќе бидеме гласни во она што го работиме, ќе бидеме критичари на се она што не чини, ќе го пофалиме се она што треба да се пофали. Виж да кажувам средба за нареден четврток со исто така интересен гостин, интересен муабет. До тогаш останете ми со здравје и слушате Радио Лидер.